Во книгата на пророкот Мојсей стои запишано: О човеку, речено е што е добро и што бара Бог од тебе. Да работиш правично, да правиш милосредни дела и понизно да чекориш со Бога. Овие зборови, како да беа основно четиво во кое се срочени начелата на креирање на еден животен и професионален пат. Овие зборови како да беа не само негов патоказ, туку и негова препорака за сите луѓе од неговото обкружување. Беше тоа човекот кој го љубеше Бога, кој ги љубеше луѓето и ги љубеше Македонија и својата струмица. Тој знаеше што е добро, што бара Бог од него и вложуваше максимални напори да работи правично и да прави милосредни дела. На тој начин понизно чекореше со Бога, за тоа чекорење да го одведе во Божите дворови, онаму каде што свое место заслужиле највредните негови служители. Беше тоа човекот кој се одзивеше на името Борис Трајковски. И името и презимето како да беа создадени за да го сликуваат неговиот карактер и животна филозофија. Како да беше понизен послушник на некаква порака од Севишниот кој вели: бори се и избори се за се она во што веруваш. А веќе следната порака како да му наложува: Трајковски, трај и трапеливо истрај во твоите човечки заложби. За жал, човекот на кого му беа наменети тие пораки, човекот кој тие пораки настојуваше да добијат конкретни резултати, не го дочека ниту својот полувековен животен пат. Кој би знаел, може би тој пат според Божјата волја сепак има своја нова етапа, нешто поголемо и повозвишено, нешто поразлично од земското секојдневие, исполнето со искушенија на грешните души. Да беше поинаку, да не се случише тој зловестен 26 февруари. Денес ќе имаше убава причина да ја сподели својата широка насмевка со своите ближни, прославувајќи го денот на своето раѓање. Да беше поинаку од она што судбината го предвидела во своето сценарио. Човекот роден во 56-та година од минатиот век ќе да наполнеше денес исто толку, 56 години. Што ќе беше денес, на која позиција ќе се наоѓаше, одговорите на овие прашања остануваат во сферата на нашите предпоставки. Тоа едноставно никој не може да го знае. Но сите знаеме, особено знаат оние кои добро го познаваат дека тој денес, па и понатаму ќе останеше човек, во вистинска смисла на зборот. Тој денес ќе останеше оној истиот Борис Трајковски, човек со многу љубов и човечки доплести. Веселото момче од струмичките сокаци, гимназијалецот, правникот, верникот, семејниот човек, политичарот, заменик министерот, председателот, влюбеникот во Македонија и човекот Борис Трајковски не е веќе суштински дел од нашето современо битисување, но без друго во тоа битисување тој остави своји неизбришливи траги. Паметникот од спомени како неделива нишка од поновата нашинска историја ќе треба секој да го чува во себе, да го негува и да го пренесува на своите потомци. Од колено на колено, од татко на син, од дедо на внук. Споменот за Борис Трајковски, споменот за вториот председател на самостојна Македонија треба да остане вечен и да се спротивставува на непишаниот закон на минливоста. Тој без сомнение тоа го заслужува. Кога на денешен ден, пред 56 години, раѓањето на Борис и неговиот брат близнак донело радост во семејството Трајковски, никој и не предпоставувал дека се раѓа човекот кој ќе остави длабоки бразди во чувствителниот и кревок опстој на нашата држава. Во прилог на незаборавот за животот и делото за председателот Борис Трајковски оди тврдењето дека тој беше на рамништето на најистакнатите архитекти и неимари на мирот и благосостојбата во европски и светски рамки. Трајковски ќе остане запаметен како олицетворење на исклучително редок поклоник, поддржувач и иницијатор за изнаоѓање разрешници дури и за најгорливите прашања кои ги тиштат граѓаните на Република Македонија. Се разбира, Борис Трајковски го имаше во себе златниот универзален клуч, кој ги отвара сите врати, па дури и оние најтешките порти кои сами по себе наликуваат
на непремостлива бариера на патот кон прогресот и поубавото утре. Председателот го знаеше добро познатиот и испробан рецепт, кој вели дека проблемите треба да се решаваат врз постулатите на диалог, доверба и толеранција. Притоа тој неретко се ставаше сами од себе како влог и гаранција за да биде на страната на вистината. Неговата вистинолюбивост, безрезервна преданост кон поставените задачи и силната верба во човековата вредност го правеше препознатлив и единствен со својата едноставност. Таков беше Борис Трајковски. Таков беше човекот кој не знаеше да прави резка дистинкција помеѓу особеностите на председателската функција и човековите особености. Ретки се луѓето во светската историја кои доаѓале до врвот на својата државничка кариера, а притоа знаеле да останат своји и да останат со истите специфики, вредности и мани, какви што ги имале и порано. Без сомнение, станува збор за ретка и чиста доблест, имуна на сите можни влијанија и опасности да биде контаминирана со негативни особености на новото време. И тогаш кога се ракуваше со големите светски политичари, и тогаш кога трошеше секој атом од својата енергија за интензивирање на евроатлантските аспирации на нашава земја, и тогаш кога неговиот миролюбив дух спречи понатамошни ескалации на конфликтот во 2001 година, и тогаш кога се среќаваше со обичните луѓе, работници и селани, секогаш, апсолутно секогаш, Борис остануваше Борис. Токму затоа, неговиот лик и дело се естаблираа во меморијата на македонскиот граѓанин, но фатија корени и во добрите спомени на представниците на меѓународната политичка сцена. За такви луѓе, каков што беше председателот Борис Трајковски, велат дека и по смртта живеат вечно. Затоа, горд сум што пред овој споменик кој го подигнавме со цел да ја покажеме нераскинливата поврзаност помеѓу Македонија и Борис Трајковски. Од мое и од ваше име да го кажам следното. Среќен ти роден ден, Борис. Среќен ти роден ден со граѓанино. Среќен ти роден ден, председател. Струмица и Македонија вечно ќе те паметат.